Спомена дека нашиот предлог за изградба на секундарна и терцијална газоподна мрежа е чист популизам. По дефиниција, популизам е нешто што не може да се оствари. По дефиниција, популизам е нешто што поветуваме само во еден предизборен период. Поветуваме само во еден предизборен период, само за да добиеме предизборни поени. Ако ми не зборуваме за популизмот и дека газификацијата е популизам, то редно би било да позборуваме за страна 41 од предизборната програма на Владимир Талевски и ВМРО ДПМН за локалните избори 2013 година, која што вика газификација на населението. Со изградбата на второстепената и на третостепената мрежа ќе се овозможат пониски трошоци за граѓање на домаќинствата и компаниите, како и пониски трошоци за енергијните и на предоставените капацитети што користат газ. Ова го вети ВМРО ДПМН во 2013 година, рок на извршување декември 2016 година. Меѓу другото, колегата Таджиевски спомена дека популизам е затоа што не сме имали анализа. Се прашувам, ако веќе нема анализа, дали е тоа вина на опозиција? Или вие гледите дека тоа ќе остварите до 2016 година? До сега требаше да направите апсолутно анализа од секој вид. И за корисноста на газификацијата, и за изгодливост. И да не се залажуваме, корисноста на газификацијата и незината изгодливост е докажана широко светот и никој нема апсолутно никакви забелешки на газификацијата. Исто така, спомена дека тие, како дел од непопулистичките мерки, предлага следната година се потроша 6 милиони денари. Една мантра која што е пустена на централата од Скопје, мантра која што треба да ја прифатат сите локални самоуправи, включително и Битола, Скопје веќе ја официјализира, и е предвидено субвенционирање на сите домаќинства кои што планираат да преминат кон крајни на Пелети, во висина од 6 милиони денари по општина. На овој начин тие предвидуваат да субвенционираат до 70% од доведувањето на Пелети. И ако направиме простата математика, ќе дојдеме до заклучок дека со овие 6 милиони денари колку што ги предлага Таджиевски, вкупно во Битола во 2016 година на овој начин ќе преминат на граѓање на Пелети цели 200 семејства. Во меѓувреме и благодарам на колешката Соња Трпезановска, затоа што едноставно требаше на интернет да гледам колку домаќинства има Битола и колку се греат на фосилни горива, таа ќе ги овозможи тие податоци во меѓувреме. И ни кажа дека во Битола има 30.000 семејства, од кои 88% се греат на фосилни горива. Или во бројки претворено 26.400 семејства во Битола се греат на фосилни горива. Таджиевски ВМРО ДПМН предлага дури 200 од овие 26.400 фамилии да се греат на Пелети во 2016 година. Со ова динамика, која што е лајк мотив на ВМРО ДПМН за намалување на загаденост, на Битола ќе требаат 132 години за целосна субституција на дрвата корисна. Ете тоа е таа анализа која што ВМРО ДПМН не знам дали ја направи. Меѓутоа, очигледно дека овде се работи за популизам, а не за изградба на газификација. И уште една работа. Ние вараме 20 милиони денари
за изработка на проектна документација со која што би се опфатила терцијалната мрежа во општина Битола. Значи, не сме нереални дека гасификацијата во градот Битола би се остварила во 2016. Не. Ние мислиме дека со тие 20 милиони денари би се направила проектната документација и веќе од 2018 година би се почнало со градежни активности. Зошто сега? Затоа што по примерот на Струмица можеме да видиме дека гасификацијата покрај тоа што нема магистрален гасовод до Битола и прашање кога ќе дојде, затоа што реално многу работи независат од Република Македонија. Можеме да имплементираме гасификација и на тој начин да ги намалиме трошоците за грејење за од 50 до 70% преку така наречената виртуелна гасификација, односно носењето на гасот до општина Битола со помош на цистерни, односно компримиран газ да се носи со помош на цистерни. Тоа повторно ќе речем функционира и тоа час поскоро треба да се имплементира и во општина Битола. И ветуваме дека тоа ќе го направи новата локална власт од 2017 година.